Општините Кочани и Чешиново-Облешево беа носители на одбележувањето на 113 годишнината од загинувањето на големиот македонски револуционер Никола Карев. Најправи на споменикот на председателот на Крушевската република во близина на селото Тракање, представници од општините од регионот, од збратимената општина Крушево, од училиштето што го носи неговото име и други делегации положија свежо цвеќе. Потоа, свеченоста продолжи на новото спомен обележје во местноста Свиланово кај Рајчани. Во присуство на градоначалниците, роднини на Карев, владини и представници од Сојузот на борците, извидници, ученици, планинари и поголем број граѓани, свечено беше предаден во употреба спомен паркот, посветен на председателот на Крушевската република. Карев, херојот и линденец, се вгради во сегашноста во која живееме. Уште на почетокот на минатиот век покажал висока развиена свест за соживот меѓу граѓаните без разлики на верата, етничката припадност, полот и социјалниот статус. Нашата почит кон Карев се одразува во настојувањата постојано да укажуваме на значењето на неговото дело пред новите генерации. Спомениците посветени на Карев во Кочани, од овој 27 април ги збогатуваме со уште едно спомен обележје, овде во Свиланово. Проектот за изградба на спомен паркот за Карев со 5,6 милиони денари беше финансиран од програмата за развој на планските региони за 2017 година на Министерството за локална самоуправа, односно Бирото за регионален развој. Со свое кофинансирање учествуваа и општините Кочани и Чешиново-Облешево. Сведоци сме дека преку реализација на овој проект, покрај тоа што се обезбеди достојно и заслужено спомен обележје на местото на загинување на Никола Карев, се создаде и пристојно одмаралиште во прекрасниот Осоговски планински амбиент. Нашата решеност, посветеност и упорност во зачувување на сопствената држава се единствената гаранција дека Македонија ќе опстои и понатамо и дека ќе биде наша гордост и инспирација и за идните генерации. Од името на граѓаните на Крушево, благодарност за поканата на свеченоста да присуствува и делегација од оваа збратимена општина, упати градоначалникот Томе Христоски. На овој ден, во 1905 година, борбата за слобода на Македонија изгуби еден голем човек. Но со таа смрт не престана да вирее духот на херојството и целите за кои Карев се залагаше. Да го одбележуваме овој ден, како уште една причина за борба која водиме и ден денес, а тоа беше борба за слобода, живот и соживот. На свеченоста по повод одбележувањето на годишнината од смртта на Никола Карев присуствуваа и негови роднини, кои се заблагодарија за можноста да го посетат местото каде загинал нивниот дедо, при што упатија забелешка за исфрлањето на неговото име од државната химна. Во химната порано се пееше Гоце Делчев Питу Гули, Карев Даме Сандански. Неколку години од химната е исфрлен Никола Карев, нашиот дедо. Сакаме да знаеме по која основа и дали заслуга е исфрлен, барам да ни одговори некој историчар од нашата држава. Спомен обележито во Свиланово е на површина од 460 метри квадратни. Комплексот содржи 4 амфитеатрални редови, а во центарот се сместени 3 мермерни плочи со ликот и името на Карев.